Јон, жити Пабло Ескобар, може ли да те прашам нешто? Али да не ми се наљутиш. Ме мачи тоа прашање, душата ми ја мори, мора да те прашам. Слушај, кога од партија те праќаат на телевизија некоја да гостуеш, мозокот ти го заклучуваат у шкафче, а? Морам да те прашам. Значи, секој од вас кој ќе излезе на телевизија, со самата појава, губите по 100 гласа за наредните избори. Уште ако зинете, уште 1000 ги губите. Па тоа е неверојатно. Јон, вие као партија не се оградувате од политиките на Зоран Заев, така? А? Јон, дали тоа значи дека ако не се оградувате од политиките на Зоран Заев, не се оградувате од она негово срамно интервју што го даде за БГНС, кога збореше дека ние македонците и бугарите заеднички смо шетале низ историјата. Шетали, па нам е пало мало неарно. Дали исто не се оградувате од тие ставови на Зоран Заев што ги лупеташе пред оној български новинар кој што у принцип сум го гледал у некои други настапи негови лични или едиторијали или појма немам што, е крајно антимакедонски настроен. Дури самиот новинар, ако добро се сеќаваме, за време на интервјуто го гледаше со ококорени очи Заев, не му се веруеше што збори. Дека треба све да споделиме. Дека Гоце Делчев е бугар. Веројатно предпоставувам, извини, затоа те прашувам, ако не се оградуваш од политиките на Зоран Заев, представуваш после 2 години од вашиот катастрофален пат, токму заради политиките на Зоран Заев, го представуваш како вашиот најдобар председател. Човек, шо збориш бе? Шо збориш бе? Па тате му беше подгаз на мува на Бранко Црвенковски бе. Абе, Бранко Црвенковски ви е легендата, иконата, митот на таа партија. Што лупеташ бе? Најдобриот председател бил Заев. Жити мајка, како го подкрепи тоа? Затоа што ве внел во НАТО. Види, дечко, ја не сум крив што тебе од партија те праќаат на телевизија без мозок. Во ти таму партија веројатно кој влагате, ви ги зимаат мозоците и ги заклучуваат од шкафчи, сега ако забораат да ви го вратат кој искачате од партијава, вие може на телевизија да се појавите и белја ќе направите. Зашто бил најдобар председател нашиот херој Јон? Вели, затоа што не внел во НАТО. Аха. Да те подсетам, да ве подсетам уште еднаш сите. Никаде не пишуваше во референдумското прашање дека ќе не внесе во НАТО. Пишуваше да го промениме името за да влеземе во Европската Унија. Во Европската Унија не влеговме. Името го сменивте. Така што ги изигнориравте скоро 1 милион македонци кои што ги бојкотира референдумот, и уште 30 и кусур илјади кои излегоа на референдум, а гласаа против промена на име. И тие ги изигнориравте. Прогласувајќи го референдумот за консултативен. Затоа веројатно не се оградуваш од твојот најдобар председател. Дај жити мајка, пошто очигледно за тебе е подобар од Бранко Црвенковски, не знам тате дали ќе се сложи со тебе. Оти тате многу му беше така, му се опикуеше на бране. Не го кажи со што ја заслужи овој Заев таа твоја наклонетост. Он беше тој што те промовираше у некаква си нова политичка надеж на СДС, нова политичка ведета. Он те лансираше во светот на политиката.
Баш фина селекција направил, пичку матер, како те одбрал, абе свака му част. Абе свака му част. Све изгледа што беше од неговиот расадник излезено, све се покажа лошо семе у пичку матер. Еден нема нормален од вас. Кој како искочи му зимаше по 500 гласа на СДС со секој настап. Ајде да не почнем од професорката Ана, па натака, да не одиме. Па онаа како се вика една леле, ја заборам се како се вика една плава, исто име таму во. Не оваа портпаролкава, него една друга што име таму у партија. Сега не ми текне. Она исто со секоја појавување. Ја малце ја снема у последно време. Портпаролкава Филипче, Партал. Партал. И дали си свесен каков тонч си направи? Ти си помала генерација, ти изгледа не знаеш што значи тоа тонч. Ама сега ја нема да ти објаснам. Каков тонч си направи? Или у аеродромски превод самиот си го начука. Во најтемното, најмрачното место на твоето тело ремек дело. Знаеш како сам си го начука? Ама не, знаеш, уште едно прашање. Дали додека збориш, се преслушуваш што збориш? Или пошто ти е мозоков затворен на бихачки у некоја шкафче тамо, кај чистачката, ти уопште не се преслушуваш што кажуваш, не се слушаш. Жити све со цел памет, кажуваш дека не се оградуваш од политиките на Заев, кои што ве удавија во гомна на македонската политичка сцена. Станавте пета партија у Скопје. Истиот тој Заев што вија, како да се изразам, а да не ме сватите погрешно. Ај, не е битно, ако се изразам, ке ме сватите погрешно повеќето. Ви направи од партијата шесторазредна бизнис кооперација или пилјара у превод. Шесторазредна пилјара, тоа не е ни прворазредна пилјара. Имаш ти пилјари, бе, кој ќе влезеш внатре, имаш човече од патлиџани, пиперки, крастајци, кромит, до калашников се продава унутра. Све тоа, да не зборам тие чоколади, Дубај, Мубај, све што нема тука, све тоа, собрание, све тоа. Но имаш такви трафики у градов, на одредени места у градов. Тие се прва класа пилјари. Све можеш да најдеш. Од бомбага шикара до кукла на надувавање за еротски употреби. А вие сте шесторазредна пилјара. Пилјари у кој што ќе влезеш, у едната гајба има два патличани, од кој едниот е сгмечен, а другиот е зелен. Вие членови на СДС или овие што се таму горе у вакво, у некој тој центар што е за пропаганда, за комуникација, како го викате. Не ги разговарате овие работи, јас што ги разговарам, не ги забележувате истиве работи, јас што ги забележувам. Не сваќате дека одредени ликои у вашата партија секојдневно ви ги подјадуваате милите на социјалдемократијата, на партијата, но. Еј, излезе оној Костадинов да ви кажува дека сте надвор од социјалдемократската идеја. Еј, оној Костадинов излезе. Тој кој излезе да ви каже, иди удавете се. Удавете се у рканица. Еве, ја ќе пљукнам, вие фрлете се, удавете се у пљуканица. Добро, он за друго ве дрилаше. За тој новиот закон за матично што сакате да го поднесете. Све тоа, трансродово, мансродово, све што е со диагноза, све да се легализира. Јеботе Бог. И сега вашиот од партија, до вчера виден член, кој што кажуваше по телевизии,
ајде името, шо името утре леп ќе ви даде? Дај да гледаме напред. Името, леп ќе ни даде. Таа будала која што ви зема 100.000 гласови со неговите изјави, сега она вас ве учи. Не дека не е управо. Управо е, него шо дочекавте? Замислете, Костадинов вас ви каже како треба. Се очеклил може меѓу време, барем за овој законов за матично, за ова за трансродови, за трансджендери, за тие диагнозите тамо, од еф, што се сите, од ФФФ со поишеф. Уматично да им стои. Слободан тој, род врапче. Род не се знае. Флуктуира помеѓу маж, жена, пекинезер и бубамара. У изводот. То сте бе нормални, бе, него од вас има ли бе тамо тај, кажете и на чистачкава да отклучи шкафот тамо на сите мозоците да ви ги врати назад. Не се трпите више. Ова е, не бе, ова е, какво бе, ма везене. Ова е комично шоу, што не завршува. Ова е еден everlasting stand-up, кој што нон-стоп го надградуете со нова глупост и нова глупост. Сериозни се. Еј, Костадинов ве кара, бе. Иди удавете се, како да ви кажам. Вика сте се оддалечили од социјалдемократската идеологија, дека постои голема внатре дискрепанца, несогласување помеѓу она што одредени членови го сакаат, го гледаат и политиката на раководството. Ја така го сваќам тоа. Оваа критика за законов за матично, дека сериозен расцеп има внатре, дека има некои кои што знаат какви глупости правите, свесни се, ама од некоја причина нивниот глас не доаѓа во јавноста или они се трудат нивниот глас да остане внатре во партијата, пошто се уште глупо лојални на партијата. Не треба да бидат лојални. Треба вака бе, Костадинов, за тоа свака част. Излезе им плесна у очи. Додуше им плесна од ко загуби градоначалничко место, отом потом, но нема врска. Излезе им кажа, еден се јави. И им рече, луѓе, ние се оддалечуваме. Без разлика што он си има своји гревови големи од минатото, што нема никаде да ги испере. Значи, оние зборови нема никогаш да успее да ги повлече. Што кажа, од позиција на некој парламентарец ли беше тоа што парламент, или не знам шо кој кур беше и плюс, да, некој парламентарец и плюс некој председател некоја комисија у парламент, мислам дека беше. Не ме држи за збор Костадинов ако грешам, кој излезе пун себе млад, напрчен, намирисан, залижан, кој излезе, шо бе името, да е ле, името али леп ќе ни даде. Ни дадовте вие убаво на сите македонци, по грзот ни дадовте. Оти повеќето бевме глупи, тоест кога паѓаше Груевски од власт, што ви поверувавме дека барем трошка сте се смениле и дека трошка сте научиле од вашите грешки од минатото. За жал, ароганцијата ви остана и таа ве води во пропаст. Секој дневно, пошто вие очигледно ваквите ликчиња, како овој, како да го наречам, главнава аквизиција на картеливе колумбиски, што е? Значи има толкава ароганција во него, што он мисли дека се може да каже и дека априори сите ќе му веруваат. Или дека со тоа ако каже дека Заев бил најдобриот председател и дека не се оградува од него, дека ќе испере петното, ќе го испере од она што представува Зоран Заев во очите на македонскиот народ. А знаеме сите, знаете сите
што представува Заев во очите на македонскиот народ. Што покушаваш со тоа, бе, Јон? Да го испереш? А? Па тоа не е, како да ти кажам, не се гаќи, фрли ги у машина, испери ги. И гаќите може имаат поголема употребна вредност и специфична тежина од тој ваш најдобар председател што го кажеш на Валкани гаќи имаат поголема специфична тежина од него. Онакви гаќи со жуто од напред, кафеаво од позади. Тие имаат поголема специфична тежина, бе. Бе, дечко, тргни се, бе. Дај, бе, шопа. Бе, зашо, бе, ја ви дам вас бесплатни совети на СДС? Шо сум ја тука? Портпарол? Зашо ви дам бесплатни совети? Вие мене тука ќе ме влечете по пресој. Она инквизиторка на ваша мизогин ќе ме нарекува. Ја вика совети ви дам паметни. Сега за малце еден паметен совет без пари ќе ви даја. Али ај, овој ви е последен совет без пари што ви го дам. Више нема. Значи, подитно, ваквите персони, као Јон, тргнете ги од јавност. Тамо, пошто детето, знаеме чиво дете е, и знаеме дека тие деца од секогаш јаделе со златни лажички, по можност мед и млеко, знаеме дека не можете да го тргнете од партија, ако најави на времето, ако го фатија во недозволени шмркачки активности, се го напушти функцијата во партијата. За после да се врати, сега се обидува да го факторизира така што виси на секоја телевизија. И мисли дека со тоа си прави корист. И дека заради тоа некому во очи ќе влезе како некоја симпатична појава од телевизиските екрани. Тргнете го од телевизија, бре, штета ви прави, еве ви уште еден бесплатен совет, бе. Зашо ви давам бесплатни совети, бе? Вие сте идиоти, ретардирани сте вие. Вие не знам човек да ви нацрта што треба да правите, вие пак ќе заебете работа. Као што ви нацртав прв за оној Рубин. Ко ви реков, тргнете го од партија, ќе ви направи поголем проблем. Нели ви го кажав тоа, бесплатен совет? Изгубивте, викам, денеска која изјави тоа за Гоце Делчев дека никој ништо за македонската историја, дека ни една битка не добил, ви кажав, овој со секој помина ден у партијата, у тој вашиот тамо највисоко тело, кој е тоа, губите по 1000 гласа дневно, ви го кажав, избркајте го од партијата. Не ме послушавте, бесплатен совет, за после 20 дена да доживеете таа ваша джукела, да седи на иста маса рамо до рамо со оној Татарчевич од Софија, што ќе ми забранел да ја напуштам, да можам да ја напуштам државата и да влезам во било која земја од Европската унија, ќе ми се фатиш за ја доживеавте таа брука, пошто не ме послушавте, да го изфрлевте тогаш, да му кажевте чао, дечко, после ваква изјава. Штета огромна ви направи. Тој после 20 дена седи со она бугарскиот шпион од Софија на иста маса. Дал сте бе вие нормални? И овој ќе ви направи друг скандал. Верувајте ми, вие членови на СДС. Овој Јон, прашање на време кога пак ќе влезе у длабокото. Абе, не може едноставно, нема капацитет. Тоа што е татко му тој кој што е. Нема врска со ова. Нема капацитет, не знае што збори. Ако сите се оградуете од Зоран Заев, пеки мислам, али излезете, кажете официјално, ние не се оградуваме, ако не се оградуете. Ама очигледно, ако овој сте го пратиле, да каже дека не се оградува од политиките на Зоран Заев, предпоставувам дека он како висок партиски член на СДС дека збори во името на цело раководство. Членовите што мислат друга работа. Така да, Бранко Црвенковски, брат, што да ти кажам? Моеш кој ќе ги начекаш на улица, шамари да имаш, мислам, ја да не те учам, ти си знаеш како иде тие работи. На клоци да ги кренеш. Еј, Бранко Црвенковски, замисливе човек. Овие
овие го величаат ЗЗ како најдобриот председател на СДС. Тебе, ваше величество, ваша светлост, тебе, мил папа. Забораја дека папата те вика, а? Абе, бране, бе, шо судбината снајде, да му ебеш мат. Зоран Заев, тебе те забораја, Зоран Заев го тртат како најдобриот председател. Абе, бранче, бе, гледате ли луѓето какви се таму СДС? Му ги лижеа јајцата 20 години. За нив беше све и свја, како се вика тоа. Не смеа да му гукнат. Беше вистински водич во нивната партија. Шеф на шефовите, папата. Таков еден, после не знам колку време више не е во политика, му забораја све. Памтат само од времето на Заев навака. Вие стварно не треба да постоите. Дај, ние да се излеземе на референдум, да се изгласаме бришење на СДС од регистарот на политички партии во Македонија. Тоа ќе биде најпаметниот потек и за нас, и за вас. Идете си, вратете си се на вашите работни места, отворете си некој приватен бизнис, ова, она. Ој може и понатаму да отвора глави, или шо и да отвора тамо, вашиот лидер. Па сега ми текна, бе, па ја глуп, а убаво интуирам. Па ти со неуролог на чело на партија, па шо да очекуваш, бе? Овој на спиење им ги отвара, гледайте им ги вади мозоците у шкафче, им ги заклучува. Филипче, и ги пушта без мозок по телевизија. Не ми текна, бе. А он си има тертип, веројатно професионалец со својата професија. Легне да спие овој Костадинов, овој ќе му дое негова специјална анестезија или ќе му дае на партија на состанок и тука овој ќе заспие. На маса. И Филипче и вика на асистентката на Каја Шукова или на оваа Богданка, ве молам, донесете ми ги инструментите. И овие ќе му ги донесат инструментите и тој тука на седница директна, само овие ќе искочат надвор, ќе му запалат поише светла и тука им ги отвара мозоците, гледайте, им ги вади мозоците, им ги стави у шкафче, ги заклучува и кој ќе се освестат од анестезијата, им вика, ај се одете на некоја телевизија, лупетајте. Ту да ви се серам у идиотите. Не се изнервирам, пичку матер.